Ова видео од базна станица на мобилен оператор во општината Боговиње беше една од причините да се крене паника во општината дека наводно се поставува 5G мрежа поради што почнале да умираат птици во регионот. Паниката стигна дотаму што градоначалникот на Боговиње почна собствена истрага, за на крај да дознае дека еден мобилен оператор само го засилувал сигналот на постојната мрежа. Месеци половина по овие настани во Боговиње се живи и луѓето, и птиците. Но иако никој не гледа ништо невообичаено со своји очи, жив е и сомнежот. Што имаше на Facebook? Па имаше дека од овие 5G, како се вика, дека умреа птици. Чуo сум од народ, од луѓе, као да има една антена со монтирали прije месец дана и нешто, тако е било. И причају како да, ако случајно проđe нека птица испред на антене, и они птице падају доле на земљу. Кажа дека во Сеничане птиците изумира. Немам коментар за ова, да ти кажем право. Градоначалникот Албан Жемаили смета дека паниката е спласната, откако тој самиот се обратил во Агенцијата за електронски комуникации кај мобилните оператори, при што добил одговор дека не се поставува 5G мрежа. Но во процесот и самиот станал свесен дека под превезот на 5G се шират разни други теории на заговор. Po sa që dhe më parë duhet një periudhë të kalojë ku ti duhet të punojsh me njerëzit, dhe më thënë jo vetëm të flasësh, por duhet të bisedosh në bazë të fakteve. Faktet janë ato të cilët janë të shkruara dhe të cilët dalin nga organet kompetente. Pandemia nuk ka të bëje fare me rrjetin 5G. Nuk ka të bëje fare me rrjetin 5G. Banorët janë tani të bindur, kjo është një çështje tjetër, ajo është komplet një çështje tjetër dhe nuk ka ndërlidhje, domethënë, të rrjetit 5G nga ajo plasimi i informacioneve të rrejshme. Nuk janë të rrejshme incizimet të cilët dolën për shkak të zogjve të cilët ishin të rënë, po ato incizimi i pam edhe në Greqi, pam edhe disa shtete të tjera, domethënë nuk ishte vetëm këtu në Maqedoni. Токму во деновите кога преку Facebook се прошири паниката во Боговиње, на Штипската ТВ Стар беше објавен прилог со тврдење од локалните жители дека годинава имало помалку штркови и ластовички. Во сторијата малку простор доби експертскиот став, а повеќе се слушаа гласовите на мештаните кои имаа своја теорија. Реа од короната. Ставија у Скопје G5 антената. 5G тие како ја викат? 5 giga. Ставија у Кумано 5 giga, гледаш почнаа да мреат народот. Народот се освестен. Но и славиите ги нема, не само ластовичките. Тоа, гтото го нема, порно ќе биде. Пред крајот на пролетта, во центарот на Чешиново Облешево, каде беше снимен дел од сторијата, има поинаква гледка. Штрковите на околните бандери свиле големи гнезда, но перцепцијата на овдешните жители за нивната бројност е поделена. Не е точно како. По шоу он видел дека нема животни, дека нема птици, дека нема ластовички, дека нема. Не е тоа точно тоа. Пинат понекога не знаат што зборат тие. Викам ти, еден автобус има тука 200 души по 40 по 50 години што не го интересира ни жена, ни деца, ни брак, што тај ти кажува за ластовички, за штрци, за ластовички и штркови ќе има, народ ќе нема. Народот ќе избега. Пред 2 месеца додува другар. И гнезда направи и спилија се. Уште малку ќе сијат човекот, другар. Они додува мал број. Огромен број на штрци имаше, ластовички, а сега дали короната, дали вие антени ще стават, има нешто. За перцепциите на дел од жителите се обидовме, но не успеавме да разговараме со градоначалникот Николчо Крстев. Сепак случајно сретнавме еден од поранешните општински татковци, Орце Митров. Јас лично не сум приметил, јас се движам нон-стоп по сите населени места и таму сум присутен во полето кај нас, значи има штркови, има ластовички, немаме приметено нешто, или што кажуваат, гледам на интернет и по телевизија, на некои телевизии кажуваат дека има помор на птици, тука не сум приметил кај нас во нашиот крај. Мислам дека за сега нема, инаку штрковите некојаш се побројни, некојаш се помалку, значи за секој случај
зависи од годината, од самата клима, од многу работи. Во телевизиската сторија од пред месец и половина, која индиректно го расшири наративот за наводна поврзаност помеѓу 5G мрежата, коронавирусот и наводно помалиот број штркови, беше емитуван став и на Методија Велевски од Македонското еколошко друштво. Нема никаква врска 5G мрежата која што тогаш беше коментирана во емисијата со таа забележана теоретски смртност, која што не беше ништо преголема смртност. Сегашните истражувања 2 месеци потоа укажуваат дека се популациите на птиците сосема во ред во Македонија. Организацијата за која работи Велевски редовно прави попис на штраковите во земјава. Нивните податоци уште во 2015 година покажуваат дека нема видлив пат на популацијата на штраковите. Тој смета дека и нивно намалување до 30% во период од 10 години е во рамки на нормалата. Нема никакви, ама буквално никакви научни сознанија дека 5G мрежата влијае негативно на птиците. Има сознанија дека некои инсекти, посебно пчелите, ја чувствуваат, но нема доказ дека повторно влијае на нив негативно во смисла на намалување на нивната бројност, промена во однесувањето кое што води понатаму во намалување на бројноста и слично. Од друга страна, многу се документирани другите причини за исчезнување на видовите или за намалување на видовите, уништување на живеалишта, промена на користењето на земјиштето, климатските промени. Според мрежата за откривање и следење лажни наративи F2N2, засиленото присуство на сториите за 5G мрежата и наводните негативни ефекти во земјава се совпаѓаат со периодот на зачленување во НАТО. Таквите вести ги шират пред се портали регистрирани надвор од земјава или без јасна собственичка структура, кои потоа се споделуваат по социјалните мрежи. Од ваквите лажни наративи ќе остане кај граѓаните мислата и сомнежа, а особено е опасно тоа што на овој наратив се надоврзуваат и други наративи, дезинформативни, па го поврзуваат 5G со коронавирусот, со вакцини, со Бил Гейтс, со различни протести во светот и така натака. Крајна последица од збунетоста и сомнежот е недовербата. На крајот, тоа само ја подрива довербата во институциите, ја подрива довербата во процесите, бидејќи луѓето не знаат кому и во што да веруваат. И за жал, токму тоа е главната поента на дезинформациите и секогаш треба да се гледаат во еден поширок контекст. Македонија не само што станува плодна почва за ширење лажни наративи, туку веќе подолго време и самата е извор на такви вести. Американската мрежа NBC News неодамна објави истражување дека фарми за креирање дезинформации од земјави и од Филипините работеле за еден од најголемите споделувачи на теории на заговор за COVID-19 на Facebook, антиваксерскиот портал Natural News. Во неговите објави покрај лажни информации за коронавирусот се шират и дезинформации за 5G технологијата. Од Facebook објасниле дека постојано се реобјавувале содржини од профили, но и од сестрински сајтови во обид вештачки да го зголемат својот досег. Тие страни сега се укинати, се разбира, додека не се појават под друго име.